Симптомите, како и претходните денови, се исти. Значи, претежно доминира симптоми на повраќање, диареја, стомачни болки, температура. После примените на терапија, инфузионална терапија или друга терапија, значи голем број, 90% од пациенти се пуштени во домашно лекување, неколку се примени за доиспитување и за анализи. Земени се сите мерки, значи за мобилизирана цела болница, како што рековме, значи голем дел од пациенти се третираат инфективно, мобилизирана е и педиатрија да ги примат децата, гинеколошко одделение за примање на трудници и исто така и ургентен и инфективно. Увидите и во разговор со инфектолозите не можеме да посочиме патот на ширење на оваа цревна зараза. Ние како установа ја следиме исправноста на водата и последната анализа која што беше направена од 24 октомври, покажува негативен наод, односно водата, здравствената исправност на водата одговара. Значи, нашите испитувања покажаа дека нема загадување, односно контаминација на водата. Така да не можеме да кажеме дека водата е она која ја предизвика зголемување на број на заболени. Меѓутоа, ако ме прашате за препораките, секако дека препорака би била во случај да има сомнеш, граѓаните да пијат или флаширана вода или да ја превриваат водата, односно термичка нивна обработка и тогаш и во случај на евентуално присуство на микробиолошки причинител, термичката обработка би ги уништила, така да не би имало ризик по здравјето на оние кои што ја консумираат таквата вода.